Топ тема добро вечер. Мој вечерашен гостин председателот Стево Пендаровски. Председателе, добро вечер и благодарам што сте вечерва во Топ тема во овој ден во кој што слушнавме за жал нови непријатни вести околу ширењето на коронавирусот. На 31 се искачи бројката, попладнето беа до 26. Дали ова нешто ќе смени во ставот од последниот Совет за безбедност дека нема потреба од воведување на вонредна или кризна состојба? Добро вечер, благодарам за поканата. Можно е да смени. Затоа што еден од случаите кои денеска го чувме барем во првата половина од денот е од Скопје. И знаете, ние постојано зборуваме за тие така наречени 3 кластери ги нарекуваат медицинариве, кај што имавме случаи од кај што се прошируваше понатаму вирусот. Сега за прв пат имаме во Скопје, кај што има над 600.000 луѓе со околината и потенцијалот за ширење на вирусот е многу поголем отколку во еден Дебар или центар Жупа, за оние кои не знаат. Според последниот попис пред многу години, Дебар има 14.000 жители, центар Жупа има околу 1.000 жители. Предпоставуваме дека таму нема повеќе од 10.000 севкупно. Значи, потенцијалот таму и овој потенцијал, не дај Боже, во Скопје, што не може да се споредува. Така што треба сериозно да размислиме за дополнително распоредување на сили, не само зборам за војска и полиција, зборам и за за здравствени работници. А од она што вчера беше кажано на Советот за безбедност од министерот за здравство, тие имаат поприличен број веќе капацитети распоредено. Така што ќе мораме да наоѓаме резерви и за останатите подрачја ако се решиме да одиме во таа насока. Последната изјава од попладнево на министерот Филипче е епидемијата е во силеник, очекувано е бројот на заболените да се зголеми, затоа е најбитно да се спречи локалната трансмисија. Колку ова, односно пренесување, колку ова цел спречување на таа локална трансмисија може да се постигне со ова формално правно само ниво на нормална состојба и што би се сменило доколку се премине кон другите можни фази? Има една мистификација околу правните статуси кои можеме да ги воведеме. Многу луѓе мислат, не знаејќи што е воопшто вонредна состојба или кризна состојба или кризна на цела територија, дека тоа само по себе го решава проблемот. Општа оценка е не само на министерот за здравство, дека досегашната димензионираност на тоа министерство со поддршка од останатите државни органи беше доволна да се спречи ширењето на вирусот. Меѓутоа, ако не се лажам, ние од денеска веројатно влегуваме во една повисока фаза. Вчера на Советот за безбедност, кој почна во 16 часот, заврши во 18:30. Бројката беше 18. Беше дури и помалку. Можеме да ви кажам помалку, затоа што тие дополнителни 5 случаи Филипче ги најави од кога заврши. Тогаш доби информација, ги најави од влада некаде околу 20 или 21 часот. Значи, од средината на вчерашниот ден до средината на денешниот ден имаме практично дуплирање на случаите. Значи, без да ширам паника, кажам дека ние мораме дневно, и на тоа се обврзавме, на тоа не обврзуваат и законите, дневно мораме да правиме анализи сите кои сме во ова инволвирани, не зборам за функционери, зборам за постои главен, така наречен главен штаб во владата кој работи на дневна основа и постои управувачки комитет во Центарот за управување со кризи, во кој има представници на сите битни институции, има и од кабинетот на председателот, таму се прават дневни анализи, дневни проценки за тоа што е неопходно. Јас и вчера најавив дека ако е неопходно Советот за безбедност секојдневно ќе се состанува за да можеме да ја следиме и да ја антиципираме таа ситуација. Имавте ли контакти околу последниве бројки и што значи тоа? Кога имате ли некакви веќе можеби најави кога би можел да биде следниот состанок на Советот? Најавата, да кажа министерот Филипче денеска, неговите проценки се дека тука се проценките неблагодарни, да бидеме на чисто. Че најголемите светски експерти и најмоќните и најбогатите држави не може да направат проценка до крај. Меѓутоа тој вели дека е можно пикот на ширењето на вирусот да биде еден месец од сега и тој вели дека можно е околу 2000 луѓе да бидат заразени. Правејќи ги сите огради околу проценките. Сите огради околу проценките. Тоа значи дека можно и денови повторно да се состанеме. Се разбира дека Советот за безбедност не е единствениот орган кој работи на оваа проблематика и ги димензионира силите, меѓутоа не е исклучено дека ќе треба да се воведе и поинаква состојба
од ова што имаме сега кризна состојба само во 2 општини и она претходно не ја бројам на северната и на јужната граница, кај што имаме известни сили од полицијата и од војската распоредени, но тие се за евентуален брај на бегалци, не се распоредени на оваа проблематика. Председателе, и по првиот состанок на Советот за безбедност остана некако дилемата зошто не отидовте кон една од тие повисоки фази, кризна или вонредна состојба. Дали е тоа резултат на претходно поимање информации за она што денеска произлезе како разлика меѓу водечките политички партии, именно лидерот на СДСМ Зоран Заев заговара вонредна состојба, опозицијскиот лидер смета дека би било најдобро тоа да биде кризна состојба и од тука почнува и она дискусија околу правните дилеми и последици. Тука имате 2 прашања, да почнеме со првото. Да, со првото. Една работа е да имате на територија на 2 општини кризна состојба, а друго е да имате на 3 или на 4. Значи, мојата проценка вчера беше и нивната проценка беше дека е добро да воведуваме кризна состојба како што одредени општини ќе доаѓаат на дневен ред со вирусот. Можно е Скопје да оди во таа насока, се уште не е таму, бидејќи е голем град и објективно оваа бројка што е до сега детектирана за толкова бројка луѓе кои живеат тука и во околината не е алармантна за да мора да се воведе. Да само да им објаснам на граѓаните за какви ресурси станува ако зборуваме за кризна состојба, налик на она што имаме во Центар Жупа и во Дебар. Че нема да откриам нека голема државна тајна. Во 2 општини, севкупно војска, полиција и здравствени работници и други инспекции, имаме над 350 луѓе. Повторувам, за 2 општини кои по попис имаат 15.000 луѓе заедно, а прашање дали имаат и 10.000 сега, де факто кои живеат, бидејќи и селенички крај, особено тој дел од државата. Ако се обидеме да го направиме тоа, значи зборувам за стриктно контролирање кој влегува, кој излегува, вклучително и случаите на самоизолација, ако некој тоа не го почитува и тоа мора да се следи од надлежните органи. Денеска попладнево, тоа е добро да го кажеме за вашите гледачи, падна и првата казна за човек кој потпишал, влегол во државата, на граничен премин потпишуваш дека ќе одиш во самоизолација ако доаѓаш од земја со висок или среден ризик, ако тоа не го почитуваш, и денеска мислам дека првата казна изречена од 1000 евра, има и повисоки казни се разбира. Ако на поинаков начин не можеме да ги убедиме луѓето да почитуваат препораки на светска здравствена и на домашни институции и авторитети, тогаш ќе мора да се оди со казнување. Но ако се оди така и во сите други општини, ние објективно во сите 80 општини, тоа е кризна состојба на цела територија, со ова ниво на контрола на влез и излез на границите на општините, да нема заблуда некој. Армијата не е на границите. Армијата е на границите на општините Центар Жупа и Дебар према другите општини. Ние тоа не можеме физички да го постигнеме. Значи, со комплетно ангажирање на армискиот состав, со комплетно ангажирање на полицискиот состав и на квалификувани, повторувам, квалификувани здравствени работници, ние тоа така не можеме да го направиме. Затоа е добро ако одиме, ако повторувам, одиме кон кризна состојба, да видиме кои други општини евентуално може да бидат покриени со тој статус. Инаку на цела територија со овие мерки кои граѓаните ги гледаат секојдневно, последниве денови, во овие 2 општини на западот од државата, ние тоа реално немаме ресурси да го покриеме. Немаме ресурси да го покриеме. Меѓутоа, што доколку на вистина се укаже потреба од тоа, вие вчера спомнавте дека во кабинетот се правени некакви анализи, дека ригорозноста, степенот, интензитетот на мерки кои што се преземаат во Македонија се и многу посилни од земјите во кои што има прогласено вонредна состојба. Но кај граѓаните останува таа дилема зошто не. Значи, гледате, иако е можеби и таквиот став апсурд. Ќе ви спомнам, значи вонредната состојба доаѓа во предвид и тоа наредниве денови можеме да ја воведеме, јас или собранието зависи ако процениме дека може повторно да се состави после само распуштањето, не велам не, меѓутоа гледате сега за што станува збор. Вонредната состојба има 2 компоненти така како ја перцепираат нашите граѓани. Се согласувам дека ова што вие го спомнувате, зошто не, дека таа компонента побитна, психолошката. Луѓето мислат ако се воведе вонредна состојба, само по себе ние ќе имаме поприлично редуцирање на бројот на ширење на вирусот. Што не е точно. Јас ви кажувам дека во овој момент не постои европска држава. Сосема слободно проверете, видете. Не во регионот. Од 5 наши соседи 4 имаат прогласено вонредна состојба. Јас ги имам сите мерки кои ги имаат нивните парламенти и влади преземено. Тие немаат распуштен парламент.
Не постои ни една држава од нашето обкружување, ниту во Европа, која има мерки кои кај нас веќе не се имплементирани. Значи, во делот на тоа што практично можеме да направиме, тоа е максимум што може да го направиме и со кризна состојба во две општини, и со ова, да го наречам, предкризно, во правна смисла, предкризно постапување на војска, полиција и на здравствениот систем. Сега да ви спомнам, зошто воената ситуација може да дојде како опција на маса, а не беше вчера, или не беше завчера. Зошто може да дојде? Не за да направиме сет на мерки кои се појаки од претходните. Ви тврдам, со некој исклучок мал, генерал, тоа се мерките. Ние растураме групи млади кои се собираат, бидејќи поголем обем не се собираат и така натака. Казнуваме луѓе кои не се придržуваат до самоизолација, факултети, ресторани, се живот не работи. Гледате военна состојба што е битно. Ние влегуваме и по мене тоа е најбитната компонента. Значи не за мерките кои ќе го спречат ширењето на вирусот подобро од ова што сега го имаме. Туку затоа што ние пополека влегуваме во сериозна економска криза. Се ова што го гледате, ова е минорен ангажман на армија, полиција и здравство во однос на тоа што може да биде ако не дај Боже вирусот се прошири. И огромни се економските штети веќе сега од фирмите и дуќаните кои не работат. Последната проценка на Светска банка за овој квартал е дека ние можеме да се надеваме на раст на максимум од 0,6 до 1%. Нивната проценка претходно беше измеѓу 3,5 и 3,8. И тие велат со тенденција и тоа да не биде така, што значи преведено на народски дека ние ќе влеземе во рецесија. Ако не преземе нешто. Што е проблемот? Ако имате военна состојба, во тој случај прогласено, во тој случај владата може да владее преку така наречени уредби со законска сила. Немате парламент. Не може да се состане само распуштене ако се договориме дека е така. Владата владее. И владата може да се задолжува на светскиот пазар, затоа што е јасно дека сегашната наша буџетска поставеност на долг рок не може да го издржи сигурно. Знаете како? Задолжувањето на државата кај нас се прави преку закон. Кој закон? Како да направиме закон? Кога собрание не постои. И уште една друга работа. Велат, добро, сигурно има некаква луфта во сегашниот буџет кој е најголем во историја 3,9 милијарди евра, постојат, кои може да се пренаменат. Знаете како се прави пренамена? Пак во собранието. Кое собрание? Со закон. Тоа е И па затоа и тука доаѓа она дека може би најсоодветна за моментот е вонредната состојба, бидејќи владата во таа ситуација може да донесува уредби со сила на закон. Меѓутоа, од друга страна, вие и самиот рековте, од друга страна пак дека се тоа преголеми надлежности на владата. Зошто таа предпазливост? Знаете, значи заради изборниот период, веќе таа дилема е решена. Гледате, сега да се вратам на една димензија која мислам дека нема да ја елаборираме, бидејќи за некои луѓе не е битна, меѓутоа за мене е битна као легалист. Не знам дали знаете. Значи, ова што до сега го прави државата, со тоа што ви ограничува, не можете стопанска дејност да работите. Угостителство. Не ви дозволува да одите од едно на друго место. Ја не зборам за овие кои се со вирус или кои се во самоизолација, дојдени од високо ризични. За останатите. Дали знаете дека е тоа повреда на вашите основни човекови слободи и права? Луѓето кои тоа го применуваат на терен, дали е полицаец, дали е војник, дали е здравствен инспектор, дали е пазаришен инспектор, велат, дајте ни правен основ, бидејќи ние во моментов објективно во некои делови ги редуцираме човековите слободи и права, а тоа не е возможно, освен ако немате воена или вонредна состојба. Никој не сака утре да одговара. Сите велиме, добро, таква е состојбата. Ворете, дајте ни правен амбиент и правен основ, ние да можеме тоа да го правиме, без да се грижиме што кога ќе помине целиот проблем, некој од нас да не одговара, бидејќи сме му забранили на некого да работи или да се движи од едно на друго место. И во тој дел, военната состојба врши работа, да кажем, односно ти дава правна сигурност дека да, во воредни околности можеш некој, не сите, некој од правата и слободите кои се пропишани во нашиот устав да ги редуцираш во одреден временски период. Сега да се вратам на една друга димензија за која не знам дали ќе ме прашате, али битно да ви ја кажам. И затоа ја свикав ова лидерска средба, бидејќи сакав да го чуем условно кажано и другиот пол, другиот дел на политичкиот спектар. Тоа е реалноста во нашата земја, не можеме да ја игнорираме. Да го опишам во појасни, по-народски збор. И дојдовме до ситуација вонредна и кризна, а за тоа кризна се крие стравот дека владата во услови на вонредна состојба, бидејќи
сепак е кога тогаш ќе дојдеме до избори, иако таа останува на функција, техничката влада би можела нешто да злоупотреби. гледате, тоа е така. Значи, ако им дадеме воредна состојба, но овие што се во влада, собрание нема, владата владее, најнародски кажано, владата носи закони во таква ситуација, во тој период владата ги извршува тие закон, нема собрание. И сега сегашната опозиција со право, начелно зборувајќи, се плаши дали може би овие ќе злоупотреба. Тука има еден аргумент кој ги разбива тие сомнежи. Ние, за среќа или не, за да се подготвиме за изборите кои ги одложиме сега, според нашиот закон имаме техничка влада во која е и опозицијата. И тоа опозицијата, според таа структура, го има човекот на клучното место каде што евентуално може да се направат злоупотреби. Министерство за внатрешни работи. Јас мислам дека од тој аспект минимум опозицијата сегашна не треба да се плаши дека ќе има било каква злоупотреба. Втора ограда е воредната состојба, ако се прогласи, собрание или председател трае 30 дена, во меѓувреме се добиваат извештаи како се спроведува и вие нема да им дадете, собранието или јас, нови 30 дена ако тие навистина злоупотребуваат. И трето, ова сакам да го соопштам, денеска беше кажано како став на председателот на СДСМ, доскорешниот премиер, Зоран Заев, кој рече немаме никаква политичка намера да ја рушиме техничката влада, ако ги одлагаме, а јасно дека ги одлагаме изборите, и немаме намера да се враќаме на политичка влада. Немаме намера. Значи, продолжуваме вака како и до сега, со техничката влада, со тие неколку министри и заменици од опозицијата, како еден вид на гаранција дека тоа што ќе ни биде дадено ќе биде на вистина само со цел да се спречи ширењето на вирусот. Добро, сепак за тоа заедништво и за за тој заеднички став, здравјето на граѓаните пред се, овие дисонантни ставови сепак укажуваат на едно реално постоечко ниво на недоверба, така што вие ќе бидете тој што ќе треба да пресече во Морам да ви кажам една бројка. Денес имав прилика да проследам кај мене во кабинетот една организација која се бави со мерење на политичките рейтинзи или со мерењето на политичките трендови во државата, имаше точно такво прашање. Што мислите, значи прашањето е, да нема забуна, прашањето е што мислите дали постои мала, голема, средна политичка поделба или процеп меѓу главните политички субјекти. Нема да верите, фрапантно, 80% луѓе, сосема независно со која партија се врзани или гласаат, значи 4/5 од нашите граѓани, значи шокантно висок процент сметаат дека постои политичка поделба како никогаш порано во нашата историја. Таа е реалноста. Другиот аспект е она што остана, а е поврзано и со актуелнава криза, одлуката да се одложат изборите, но остана клучниот дел. Како тоа правно ќе се врами и кој би го врамил. Беше навестено дека попладнето ќе имате консултации со правни експерти, меѓу другото и со еден од клучните луѓе кој што треба да има улога во целиот тој процес, председателот на собранието. Кој е исходот? Има некакво решение или Јас сега се чув, значи во 16 часот во мојот кабинет почна средбата на 7 истакнати правни експерти кои ги сугерира дел јас, дел политичките субјекти кои учествуваа на таа средба, веќе да не се лажеме. Поделбата е таа што ја знаеме и јас не можам да одам само со еден или извесен профил на експерти, морам тука малку да промешам карти за да ставот на крај, ако го имаат, биде почитувано сите кои учествуваа на денешната лидерска средба. До моето влегување во студио, тие се уште работат. Има прилично дисонантни тонови, различни мислења. Знаете, она поговорка, два правника, три мислења. Меѓутоа, јас се надам, бидејќи станува збор на вистина за дел од нив се неспорно врвни стручњаци, на мој повик дојде и професорот Светомир Шкарич, оние кои завршиле на тој факултет, државниот правен во Скопје знаат дека се работи за најголемиот авторитет во уставното право во земјава, и неколку други кои мислам дека ќе подготват барем 2-3 опции кои понатаму ние утре или задутре на политичко ниво повторно ќе треба да ги пресечеме. Накусо за вашите гледачи, што е дилемата? Едната школа на мислење, едниот став е дека собранието по само распуштањето не може да се собере назад, да се врати назад, ни во случај на војна. Само распуштено е и готово. Другото е, вели, собранието е само распуштено, но мандатот на пратениците трае додека не дојдат новите пратеници избрани на следни избори. И вели во екстра ситуации, како што е ова,
пратениците би морале да имаат право да се вратат назад и дури да продолжат со работа, не само за да одложат избори, донесат некој закон кој е битен, например државата е под воен напад, например. Тука се кршат копјата, има една прилично контроверзна одлука на Уставниот суд, ако паметите од 2016 кога два пати ги одлагавме изборите. Да, но таа се однесува на одлуката за одложено само распуштање на парламентот, Одложено, што е да. малку поразлична ситуација. Сега имаме ситуација во која член 63, став 1, 2, 3, 4, мандатот на пратениците во собранието може да се продолжи само во случај на воена или вонредна состојба. И сега може би ова се навистина правни дилеми кои што во една ваква ситуација кога здравјето на граѓаните зависи и е пред се, меѓутоа се битни бидејќи се чини дека околу нив се врти се за да почне да се Знаете, вонредна состојба клопче, вклучително и тие вонредни економски мерки кои што се најавуваат за помош на економијата. Вонредната состојба е важна и за тоа дали воопшто ќе можеме да ги одложиме изборите. Инаку да кажам уште еден податок кој не е важен, целата ова збрка од вести и од за жал најчесто лоши вести. Државната изборна комисија пополека влегува во фаза, значи кој ги утврдува кандидатите и за следниве неколку денови се планира влегување во процес на печатење на гласачкиот материјал. 4 милиони евра чини целата таа операција. Ја мислам дека тоа не треба да бидат пари кои ќе ги фрлиме туку така, ако сите сме свесни дека изборите ќе мора да се одложат. Имаме конечно пример на еден единствен човек или држава која организира завчера избори во светот. 25% е помал одзивот на локалните избори во Франција од претходните локални избори и денеска претставателот Макрон го одложи вториот круг на изборите, има два круга на избори, го одложи за неодредено време изборот на градоначалници, бидејќи е невозможно во такви услови да не бидеш еден од генераторите за проширување на вирусот. Председателе, наглиот број на зголемување на случаи упатува на тоа дека одлуките ќе мора да се носат брзо во следните денови. Во следните 2-3 дена ќе мора да се носат, значи јас се чекам одлуката или советот на правниот тим експерти вечерва кои работат кај мене, што тие сугерираат како ова правно да го надминеме, а да биде правно фундирано, да не правиме еквилибристики на кои понатаму ќе не се смеат сите други, но исто така е јасно дека постои ургентна потреба, не само политичка, за одлагање на изборите, потреба да се помогне на сите, да ни се помогне на сите нас и да дојдеме во ситуација во која државата ќе може на најпродуктивен, најрационален начин да ги искористи ресурсите кои ги има, кои не се огромни, но се тука. Еве да ви кажам еден податок кој денеска го чув од еден од учесниците на лидерската среда. Еден од нив вели побарувањата на Светската здравствена организација за држава која е на ова ниво на ризик, со ова бројка ја вели помеѓу да додадеме пари треба во здравствениот сектор за да бидеме поуспешни во кочењето на ограничувањето на ширењето на вирусот, значи за држава со ова големина, со ова бројка на утврдени случаи, вели помеѓу 20 и 24 милиони евра во ред. То толку можеме да најдеме, не мора да се задолжуваме. Меѓутоа, како ќе го пренамениме тоа повторно? Според законот за извршување на буџетот, секоја пренамена која не е законска, која е така волунтаристичка, само со одлука на влада или со некаква политичка одлука, е кривично дело. Споменавте уште на почетокот околу ресурсите. Само една мала споредба на бројка. Една Велика Британија, например, има 4000, ова се податоци кои што ги публикуваат лекари, стручни лица, 4800 респиратори на 68 милиони жители или 1 на 14.000. Македонскиот просек е 1 респиратор на 10.000 жители. Од каде можеме да сметаме на евентуална помош во услови кога преку примерот на Италија се до вечерва кога се одржува вонредниот самит на ЕУ, гледаме дека зата и она што е столбот на ЕУ, таа меѓусебна солидарност, сите тие меѓусебни фондови. Знаете, кога е тешко, најдобро е да гледате во себе и во своите капацитети. Тука има и држави кои може да помогнат, меѓутоа, јас сега видов еден податок, Германија се подготвува да позајми, да не кажам колку милиарди евра, за да го додржи во добра кондиција својот здравствен систем. Една од 4 најсилни економии на светот мора да се задолжува на светските пазари
за огромна сума пари, бидејќи и тие не можат, после сите оние медицински сестри и доктори кои ги зема не само од нашиот регион, повторно не можат да се носат со проблемот. Значи, немојте да очекуваме дека некој во ситуација која гори кај него дома ќе ни помогне нам. Ја на поинаков начин ја гледам солидарноста во тоа така наречено европско семејство. Ја гледам солидарноста денеска во шпанскиот парламент. Ниеден нема освен спикерот и двајца кои се техничари тука, сите гласаат од дома. Единствена точка на дневен ред, нема 15 точки по кои работат. Ќе разговараме таа точка, тоа е солидарност. Сликата е многу значајна. Меѓутоа, од друга страна, оно на што мора да се смета и не смее да се занемари. Многумина велат дека македонските компании, не сите, но поголем дел немаат доволно ниво на тоа што се вели корпоративна свест. Знаеме, констатираше и инспекцијските служби нагло зголемување на цените кои што сега ќе бидат вратени со владините одлуки. Не е во ваша надлежност, но коморите постојано понекогаш и претходно тропале на ваша врата. Се наоѓаме во ситуација кога сите испорачуваат одредени барања до владата, ги знаеме капацитетите на буџетот, знаеме од каде се црпат средствата во тој буџет. Тука се и синдикатите со посебни барања за заштита на работниците. Владата го има инструментот на економско-социјалниот совет, но што може да се направи за да се седне заедно и да се најдат мерки кои што во овој момент би биле најоптимални, бидејќи има предупредувања од експерти дека не треба да се мисли само на овој момент, туку тоа што може да не снајде и после 6 месеци. Не дај Боже празна буџетска каса. Боби, можеме да седнеме јас и ти, кои најумните глави да ги собереме во држава, ако нема пари или ако парите се толку, ако се лимитирани, а се лимитирани, џабе ќе носиме. Ниедна мерка не е така, на суво да ја работиш. Еве да ви кажам два податока кои ги чув од луѓе кои се во бизнисот. Значи, проценки првични, направени по разните наши стопански комори. За штетите кои се направени во изминативе недели само во угостителскиот бизнис, од туристички агенции, хотели, ресторани и така натаму, се мерат на околу 70 милиони евра. Тие луѓе не работат, треба да дават плати, придонеси и така натаму. А првичните проценки на една од стопанските комори во нашата земја вели дека вкупно, заклучно со средината на следниот месец, ако продолжи ова темпо или дури ако малку се прошири, дека нам ќе ни требаат позајмици од светскиот финански пазар во висина од 500 до 700 милиони евра. Тие пари ние ги немаме. Мора да се задолжиме. Нема начин да се задолжите ако собранието не работи или ако немате воредна состојба во која владата ќе го бајпасира собранието во овој сегмент. Значи, апсолутно е јасно дека македонскиот буџет никогаш не можел да издржи ваков огромен товар. Никогаш. Тоа е јасно. Значи, дајте да видиме час поскоро, да ги оставиме партиските разлики на страна. Рековме, нема да има избори на 12. Кога ќе има, не знаеме. Ќе зависи од болеста и од проценките на експертите. Да видиме, пуштете на страна се, кој е СДСМ, кој е ВМРО, кој е ДУИ, кој е Алијанса, да седнеме да видиме луѓе мавни работата. Многу е лоша во економска смисла. Бидејќи реакциите се големи, особено по заболувањето и на лекари и медицински персонал, апелите од матични лекари, од другите служби се дека има недостаток на заштитна опрема. Барањата секој ден се повеќе и повеќе се зголемуваат. Ете, во тој дел јас мислам дека ние можеме со со автохтони тукашни капацитети финансиски да ги пополниме тие. За маски, за ракавици и така натаму. Јас се плашам дека нас ќе ни треба многу поголема сума на пари, многу брзо, за да пополниме ова што практично стопанството е на колена. Стопанството е веќе сега на колена. Ако ние по проценки на Светска банка се приближуваме до нула економски рад, се приближуваме, а сме колку веќе првиот месец од овој проблем, никој не вели дека ќе заврши за недела дена. Сите прогнозираат 1, 2, 3 месеци и така натаму. Ние мораме во тој дел да направиме државна стратегија и јас навистина мислам дека е неопходно и власта и опозицијата да ги останат тие вообичаени препукувања што ги имаме со денови, со недели, со години, се навикнавме више на тоа, да ги остават на страна и да направат заедничка стратегија. Не можам да видам како било која политичка партија во оваква ситуација може да добие политички поен. Што го да направи?
Не можеш да профитираш на ова. Еве и да сакаш, еве да имаш лоша намера. Како ќе профитираш кога секојдневно имаме заразени луѓе, не дај Боже утре и смртни случаи? Па, добро, слушнавме ние за тоа дека ние имаме наши тимови, иако е нејасно чии се тоа, како некои партиски здравствени тимови, но да не навлегуваме во тоа. Споменавте дека ние практично, дека државата практично се справува со неколку кризи, бидејќи ги имаме оние мерки и околу мигрантите на јужната граница. Колку е сето тоа оптоварување и има ли капацитет државата да се справува со тие две ситуации, без да се предизвика дополнителна паника и рушење на системот? Сега може, затоа што таа втората ситуација не е алармантна. Јас бев пред некој ден на јужната граница, меѓутоа сите ги следите бројките. Тамо ситуацијата е стандардна или во рамки на она што е илегален премин и во други делови од годината или споредено со истиот период други години. Значи, тамо не. Меѓутоа, ако попушти договорот Турција и Европска Унија, ние, па вие знаете дека 2015 и 16 тоа, ние можеме да се удираме во гради до утре. Тогашните врвни функционери велеа, ние тоа го изменаџеравме сами. Не е точно. Апсолутно не е точно. Тоа исто кога да ми каже некој, таму кај што сум бил инсайдер и знам некои работи повеќе, 99-та, огромната, поголема од таа бегалска криза, кога луѓето од Косово поради бомбардирањето дојдоа на наша територија, кога во тие 3 месеци имавме 360.000 луѓе на наша територија, што е 17% од нашата тогашна популација. Во еден момент доаѓа и одеа. Тогаш имаше таа вистинска солидарност, а сега, ако пак ќе се вратам јас на примерот на Италија, гледаме малку себичност. Разликата е голем, бидејќи веројатно и неизвестноста кај секоја од државите е голем. Знаете зашто е различно? Затоа што Италија во 99, Шведска ни помагаше, Америка најмногу ни помагаше. Значи од сите тие бегалски кампови и американските инженерци ги направија, војната инженерија ги направија тие кампови. И тоа кошташе многу. Значи, дадовме и ние многу пари, меѓутоа без подршка од надвор, ние ќе колабиравме како држава. Зборам и за образовниот, и за здравствениот систем, да не зборам за безбедносниот систем. Меѓутоа, во тој период немаше криза во САД, немаше криза во Италија. Сега, нема европска држава, освен Црна Гора, не знам денеска каква е ситуацијата, која нема коронавирус. Сите се грижат за себе си. И логично е. Логично е. Председателе, сите очекуваат она што го слушаат и од останатите светски лидери во нивните обраќања е воведуваме такви мерки, даваме помош за стопанството, даваме помош кај граѓаните. Очигледно ние имаме сега некои специфични околности во кои ќе треба да се решаваат и правните дилеми, но за да го заокружиме овој дел, што е она што во овој момент да можете да го упатите како порака или најава, кога ќе имаме појасна ситуација. Сакам да го искажам моето уверување, не надеж, него уверување, дека денеска недосна, утре ќе го имаме правниот став. И каков год да биде, ние сите што сме надлежни и одговорни во оваа земја ќе мора да преземеме одговорност, дали ќе биде тоа собранието, дали ќе биде тоа председателот. Јас мислам дека во следните 48 часа најдоцна сите ние одговорни политичари во оваа земја мора да преземеме одговорност и да постапуваме. Тука одиме со кратка пауза за реклами, а потоа продолжуваме и со останатите теми. Топ тема, се враќаме назад во студиото. Мој гостин вечерва, шефот на државата Стево Пендаровски. Председател, во сенка на случувањето околу коронавирусот помина и последното гласање на протоколот за членство за пристапување на Македонија во НАТО. Би сакал заедно прво да ги погледнеме снимките од гласањето во Шпанскиот сенат. Ја молам режијата да ги пушти. Бидејќи се специфични по многу нешта, фактот дека практично се гласа пред празна сала, еве да ги сочекаме и тој дел од инсертите, се гласа во празна сала, електронски, иако поделеноста во земјата, бидејќи влогот за сето ова беше промената на уставното име е голема, сепак е ова еден голем историски значаен момент, посветен би рекол на Македонија, бидејќи во Шпанија буквално мерките се до толку ригорозни што речиси и движењето е забрането, освен
движење во во пар до самопослуга, има многу рестриктивни мерки. Која е, како вие ја гледате символиката на ова? Па, прилично емоционално. Јас пред да влезам во студија го видов ова, никогаш во животот не сум видел празен парламент кој работи. И тоа може да замислите само за нас. Една точка, единствена дневен ред. Како што вети, јас се видов на 75 години од Холокаустот во Ерусалим, се видов со шпанскиот крал. Како што вети, така направи. Ова е последна вест која не знам дали имате воопшто. Значи, шпанскиот крал и кој потпиша указот. Да, тоа беше потврдено веднаш од мисијата на Шпанија во НАТО. Она што е специфично, станува збор за нивна процедура или во налог, во пораката, во статусот на Твитер налогот на мисијата на Шпанија во НАТО, освен ратификацијата, подпишувањето, стои податокот дека Шпанија во рок од 72 часа ќе го депонира документот во САД. Зошто токму тие 72 часа? Затоа што може да бидат и помалку, меѓутоа имаат еве зошто. Значи, станува збор само за... Надвор од проблемите со летовите, предпоставувам дека има други канали за дипломатска комуникација. Америка, значи, протоколот по дипломатски канали се депонира во Стейт департментот. Тоа е депонентот. Тамо се чуваат сите тие протоколи за пристапување и ние нашиот, кој пред време го ратификувавме, и ние ќе го пратиме во Стейт департмент, од кога последната држава, членка на Алијансата, тоа е Шпанија, ќе го достави. Зашто 72, а не 24 часа? Зашто Трамп ги укина сите летови кон и од Европа, вклучително и од Велика Британија и Ирска од вчера, и мора сега да се оди по заобиколен пат. Значи, станува збор за време потребно за физички да се однесе протоколот и да се депонира во архивата на Стейт департмент. Што е она што следи подоцна како процедура? Дали Македонија ќе треба да формално да биде информирана? Како ќе тече? Истото што го направија шпанците, го правиме и ние. Треба да одбереме една најкратка рута, да кажам. И по авион ќе пратиме луѓе од нашето Министерство за надворешни работи и нашата амбасада во Вашингтон ќе посредува, ќе учествува и ние ќе го депонираме нашиот протокол кој знаете пред време го ратификувавме со огромно мнозинство од 114 луѓе за. И во тој момент кога ние ќе депонираме, во таа секунда, во тој сат ние стануваме формално членка на НАТО. За жал, јас го спомнав тоа на моето обраќање пред неколку дена, да не беше коронавирусот, ние имавме со нашите американски пријатели замислено една символично убава една церемонија. Во Стейт департмент формален домаќин не покани Мајк Помпео, државниот секретар, беше поканет и потврди генералниот секретар Столтенберг, јас и уште двајца министри од владата надлежни за одбрана и за надворешни работи, требаше да бидеме таму и за една така мала церемонија да го одбележиме тој чин, кој никогаш порано не се одбележувал. Тоа стана збор за еден бирократски административен чин. Пример во случајот со Црна Гора не е на толку високо политичко ниво изведен, но САД сакаше да каже дека е битно што нашава држава, сега Северна Македонија, влегува као 30 членка на Алијансата. И потоа имавме исто и датум, се можам да го кажам, бидејќи пропадни тој датум заради короната, а поради ембаргото кој владеја во НАТО не смевме да го кажуваме. На 2 април имавме договорено церемонија за кревање на македонското знаме во Алијансата, 30 знаме во кругот. И место одбравме и последното го направивме и планиравме заедно со владата една огромна македонска делегација, како се вели тоа, еден авион функционери и порано заслужни за бивши и порано заслужни пратеници, министри заслужни за НАТО асоцирањето, членството и еден авион новинари, па да прославевме како што заслужува. Меѓутоа не ни било дадено така. Моравме буквално да поминуваме ни потешки работи за да дојдеме до ова, до кој некои држави дојдоа брзо и лесно. Се што сме правеле од наша независност до денес, за жал, беше на потешкиот начин. Меѓутоа успеавме. Сега сите овие процедури ќе се одложат или ќе се заокружат без сите тие церемонијални детали? Ќе се заокружат без церемонија, ако не помине, дај Боже, побрзо ова со вирусот, па негде, не знам, за месец или два од сега да организираме нешто символично, но ќе се завршат и ние стануваме членка, значи станува збор сега повеќе за денови, да не кажам за месеци, за денови сигурно. Според последните информации, самитот предстоен на Европската Унија на кој што се очекува и потврда на методологијата и утврдување на датум нема да се одложи. Ево има механизми за видеоконференциски врски. Премногу оптимист после
после октомвриската ситуација бевте на последната пресконференција. Останувате на тој став? Да, имам добри информации. Секој пат сум имал добри информации. Не мислам дека работата се кристализира. Денеска ја чув информација. Тоа требаше на 9 во октомври да не предупредите предходно. Не, значи, еве, ме прашува и некој од дипломатската заедница во Скопје ме прашува на што тоа се базира. Се базира на оно што Макрон го кажува. Макрон рече нова методологија и успешен прогрес, мини прогрес рапорт. Ги имаме двете работи. Имаме методологија по францускиот предлог која е усвоена, важи, и сега имаме одличен мини извештај на Европската комисија за нашиот прогрес. Не би сакал да се правам многу паметен, дека има многу информации, меѓутоа мислам дека одлуката би требало да биде позитивна и за Република Албанија. Во контекст на она што деновиве се случува и вечерва, известно е дека ќе бидат усвоени мерките. Европската унија за прв пат ги затвара своите граници. Сега дали кризава отвара нови можности или пак крева нови граници и бариери? Зашто? Можности зашто? Можности во поглед на меѓусебна солидарност, соработка, или крева нови граници, бидејќи видлива е и лутината меѓу одредени земји, а и реакциите дека Европа на оваа криза не беше Европа. Јас согласувам со вашата констатација и не верувам дека ќе биде. Знаете, тоа се случува дури во семејства. Кога секој од членовите на семејството ќе има проблеми, семејството практично се атомизира, се разбива на поединци. Европската унија никогаш, ама никогаш во својата историја не зборувала со еден глас. Ама никогаш. Европската унија многу тешко, посебно големите одлуки, многу тешко ги носи унисоно, едногласно. Значи, Европската унија е хетерогена меѓународна организација, многу специфична меѓународна организација со 27 земји членки. Логично е 27 членови на потесна и поширока фамилија да имате и вие и јас, и тешко ќе се договориме за било што. Меѓутоа, сега на ова во соочувањето со оваа пандемија, Европската унија падна уште повеќе на тој испит, бидејќи е ситуацијата без преседан. Апсолутно без преседан. И ова што се случува и на другите континенти, јас мислам дека новите медиуми придонесува за психоза невидена на глобално ниво, невидена до сега без преседан во историјата. Што имате, ги знаеме сите, рационални луѓе кои во овој период го губат рациото и почнуваат да се однесуваат сосема нерационално. Имате сериозни политичари од двете страни на Атлантикот, кои сериозно зборуваат, па и подалеку и по другите континенти, дека вирусот е измислен во некоја лабораторија и тоа е наводно, не знам, почеток на трета светска војна или биолошко оружје кој треба да десеткува одредена категорија населенија. Не зборам за шарлатани. Зборам за луѓе кои се политичари со години и официјални лица, да не кажам се точно од која држава, кои тие работи ги кажуваат по социјалните мрежи. Значи не станува збор за некој кој седи дома, кој нема информации и се прави паметен за секоја тема. Да, ја следиме фрапираноста на медиумите од одредени изјави на британскиот премиер, на американскиот председател. Што е со регионалната компонента? Гледаме дека е сосема поинаква ситуацијата кај балтичките и нордиските земји кои што воспоставија некаков тип на координација околу оваа кризна ситуација. Како ние стоиме со регионот, бидејќи почнаа многу регионални иницијативи, но како стоиме во поглед на соработката во борбата со коронавирусот? Од она што го слушам последниве неколку денови, министерот Димитров имаше комуникација со некој од надворешните министри на другите на земји во регионот, само во однос на ова извлекување на конвоите со наши државјани, кои се разбира имаат право да се вратат во својата земја. Мислам дека тука, нека не ми замерат останатите европјани, тука не можеме да се мериме со Балтикот или со скандинавските држави, меѓутоа нивото на солидарност од она што можам до сега да го видам и од мојата комуникација во овој период телефонска со останатите колеги во регионот, нивото на поддршка и солидарност на Западниот Балкан е повисока отколку просекот во Европа. Тоа не е доволно. Се разбира, не е доволно. Меѓутоа, мислам дека и во оваа ситуација, како и во неколку претходни ситуации, ретко до душа, Балканот може да им даде некои лекции на останатите европјани. Имате комуникација со колегите од регионот? Да, практично со сите од нив. Неодамна добив покана од ново избранот хрватски претседател да ја постам Хрватска, меѓутоа сите се надеваме
дека на 6. мај, кога е тој познатиот големиот самит кој го чекаме со душа меѓу Европската унија и Западниот Балкан, Хрватска е председавач, дека барем до тогаш може да се средат состојбите и да заеднички прославиме една работа која е почната 2000 година, малку мина знаат, пред да биде зборам за евроинтеграциите, пред да биде Солунската агенда 2003, со која дефинитивно, јасно, децидно се отвори европерспективите за нашиот регион. Во 2000 година, после таа агенда Загреб 2000, кога баш во Хрватска се отвори низ процесот на стабилизација и асоциација, де факто нашиот пат према Европа. Меѓутоа има во исто време и многу сомнежи дека Загреб ќе биде Солун, нов Солун. Загреб треба да го потврди ова што сите го очекуваме овој месец да се случи и понатаму не може да очекувате чуда од било која држава, земја членка на ЕУ, која само 6 месеци председава со таа организација. Реалноста во рамки на Европската унија секој пат била. Порано беа 3 мотори кои беа двигатели на главните трендови тамо, сега после Брекзит се 2 мотори, не понижувам никого, напротив, имаме одлична соработка и со оние кои претендираат да станат дел од тој триумвират кој ја движи пред се Европската унија, како што е Холандија, на пример, Шпанија, која е прилично голема држава, исто Полска станува се повлијателна. Меѓутоа, јасно е дека во тие неколку главни градови на Европската унија се носат главните одлуки и понатаму потоа се представуваат само како се европски одлуки. Оно што ја менува целосно агендата е практично оваа ситуација, новонастаната ситуација, бидејќи самитот требаше да биде своевиден финансиски импулс, ветувања, обврски дури за нова финансиска поддршка на целиот регион и сега сето тоа веројатно се менува бидејќи фокусот е кон нешто друго. Се менува, знаете како, јас бев прилично израдуван кога дојде новиот комесар за проширување кај мене Вархелји. Тој ми рече дека сега вели на еден начин интервентно ќе ви префрлиме, уште пред да почнете да преговарате, 50 милиони евра. Да, тоа е таа фамозна награда која што постои. Грубо кажам, наградата. Сега вели, меѓутоа не сакам да запрам на тоа и не мислам да запрам на тоа. Во разговор со сите останати земји членки вели сакам да направам еден цел економски пакет кој во многу ќе ви помогне уште пред да станете земји членки, додека преговарате, да имате народов овде, граѓаниве да осетат дека има резон зашто бараме да бидеме еден ден во Европската унија. И да не спомнам сега суми, бидејќи тоа беа само негови проекции, негови желби во тој момент, заради целата ситуација не се реализира, а може би понатаму ќе се материализираат, но спомнуваше прилично високи суми и јас во еден момент му велам, мене ова ми личи, дај Боже да е тоа, као еден вид на нов Маршалов план за Западниот Балкан. Вели, заради историската конотација со тој првиот Маршалов план, не сакам така да го наречам, но навистина мислам дека му е потребен нов Маршалов план на Западниот Балкан. Инаку, како до сега, ИПА фондови, предпристапни фондови, благодарим и за тоа, но не е доволно. Затоа што нашиот заостаток за Европа е се поголем и поголем. Да, но сега во оваа ситуација со оглед на проблемите кои што ги има Брисел и во утврдувањето на новата финансиска рамка или да поедноставиме на нивниот буџет, дури се заговора и тоа што постои како ИПА фондови да се трансферира за итни потреби евентуално за справување со кризата, што е една сосема поинаква ситуација. Христоф, има една работа која секој си води сметка за својот двор. Значи, дури во една организација која вели дека едно од базичните начела на која е фундирана е солидарноста, и тамо секој си води сметка прво за себе. Еве да ви кажам еден дел од францускиот предлог за нова методологија, кој за жал не остана до крај. Не беше усвоен во завршната верзија. Ние според првичниот француски предлог за нова методологија требаше уште додека преговараме да имаме пристап до структурните фондови на Европската унија. Да. Сега, само тука ќе ги збуниме граѓаните, ќе ги поделиме на тоа кои ни се пријатели, кои ни се помали поддржувачи. Тој план пропадна заради земјите од Вишеградската група, Полска и така натаму. Не би да знаете да И една, еве, јас имам таа слобода, па ќе ги споменам, и една Португалија и Шпанија. Значи се роди она себичност кај дел од земјите, бидејќи им се чепнеше од колачот кој што е битен за нив. Имаше и две држави од нашиот пошироки регион, меѓутоа не е битно не е потребно да ги споменуваме. Тоа значи не сите земји членки ги користат структурните фондови, Германија не ги користи. Но само земја членка може да користи структурен фонд и тоа се милиарди и милиарди за инфраструктура и за други потребни работи. Оние кои ги користат околу половина од земјите членки
и тоа издашно ги користат тие фондови, тие река чекајте се, ние сме стварно овие да влезат, да станат членки, што е можно поскоро. Ние сме за проширувањето кон Западниот Балкан, ама во ова не чепкајте се. Така што знаете што, немој да идеализираме се Европската унија. Станува збор за меѓународна политика и домашна и меѓународна, поготово меѓународна. Интересот мој, национален, е се. После доаѓаш ти, а тој тамо па него ни броиме. И да се почнеме да привршуваме тамо од кај што почнавме, а тоа е од нашиот двор. Информација која што пред малку е лиферувана беше најавена, значи веќе е отворен центарот во Пепелиште, каде што ќе бидат задржани сите граѓани, македонски граѓани кои што доаѓаат од високоризичните земји. Тоа е веќе една форма на центар за задолжителен карантин, што се должи и на реално недисциплината која што ја видовме изминатите денови. Каков се сет мерки од овој тип можеме да очекуваме? Оваков сет мерки, со тоа што се веќе дефинирани уште 2-3 локации, не би сакал да ги спомнувам, кои ако затреба, ако дојде поголема бројка на луѓе кои треба да бидат во карантин, ќе бидат употребени, да не се чудиме. Тоа е единствениот начин да го сопреме ширењето на вирусот, е единствениот начин во ситуација кога немаме вакцина. И оние што можеби од помладата генерација, кои се чудат и велат ова не е демократија или зар мора вака, па имаме различни удобства. Да, но се чини дека не сите ја сватија пораката седи си дома реално, а не и сите институции беа доследни во спроведувањето на мерките. Слушнавме, цела група се договориле да ги лажат цариниците и дека биле во Италија, влегувале преку Грција, влегувале преку Бугарија, ги криеле бугарските пасоши, ги појавувале македонските. Полицајците не забележале дека немаат печат за излез и тоа е се сет на мерки кои што во вакви околности се ризични, а мора да се контролираат. Тоа е културата на овој народ, од кај што сме и ние ти кај што припаѓаме. Нема друг народ, не треба да има друг народ. Треба да се соочиме со такви какви што сме и да работиме во дадените услови. Затоа, ако не сакаш субаво, ќе мораме на ваков начин во карантин да те ставиме. Не само да потпишеш на граница дека ќе бидеш во самоизолација, тоа ќе мораме да постапуваме на поинаков начин. Овие што се посебно младата генерација, кои мислат дека ова се ригидни мерки и непримерени за демократско општество 21 век, само нека ги прашаат своите, да не кажам, родители, дедоци, баби, како беше, како било 72 година, кога имавме вариола вера во тогашна Југославија, да видат каков тип на карантин е тогаш спроведен. И ако не бил спроведен, колкава ќе била бројката на жртви. Не се знае периодот до кога сето ова ќе трае. Ние имавме една голема акција во минатото, компјутер за секое дете, училиштата се опремени, меѓутоа не гледаме во моментот иницијатива од Министерството, од Бирото за образование, да се почне со некаков начин на реорганизација на електронски, онлайн настава. Да не заборавиме дека, впрочем, матурантите во Македонија завршуваат со редовно образование на 15 мај, што е прашање дали ќе биде возможно да се случи година. Не знам какви се конкретните планови на Министерството, меѓутоа и самиот имам доста години поминато во образованието, од двете страни, и како студент и како професор. И јас сум убеден дека ние не можеме да спроведеме онлайн настава. Зборам да ги опфатиме сите ученици и студенти. Тоа е невозможно. И тврдам исто така дека комплетно или барем висок процент на опфаќање на студенти и ученици со баш и само со онлайн настава е невозможно и во највисоко софистицираните држави во светот кои се далеку понапредни во употребата на дигиталните технологии. Не е тоа оправдување за нас. Добро, бевте професор, има и онлайн универзитети денес во светот. Откаде таков заклучок дека е невозможно? Вие можете да офатите одредена бројка луѓе. Можете или можете да им ги давате онлайн на, јас имам син во средно образование, не одат на училиште веќе втора недела и добиваат домашни задачи на интернет. Како ќе го проверите тоа? Значи, гледате, и компјутерот за секое дете. Тоа беше една голема мистификација, голема пропагандна акција во корис на тогашниот режим или влада. Тие треба да бидат поврзани со некои хабови, со некои центри. Че вие не можете сам, сите имаме компјутери, ама не сте поврзани.
Тоа мора да биде двонасочна комуникација со професорите за воопшто да кажеме дека има настава. Вие треба и да предавате на таков начин. Не само ја да ви пратам на мејл, реши ова задача и врати ми го резултатот. Ние сме многу далеко од тоа. Многу далеко од тоа. И ви тврдам дека не постои држава од овие високо развиениве, например, не знам, Франција, Германија, Америка, која може поголемиот дел од своите студенти да ги опфати. Има онлайн универзитети. Има во Америка најмногу. Ма само извесен процент луѓе се опфатени со тие програми. Председателе, иако Вила Водно е обкружена со зеленило и со сите безбедносни мерки, а експертиве работат таму, сепак информациите пробиваат и последните информации се дека, како што и вие рековте, колку правници, толку толкувања, дека тешко до договор околу дилемата кризна или вонредна состојба, значи ќе бидете исправени пред фактот, ако не ви помогне владата со некоја иницијатива, меѓутоа дури и да дојде таа иницијатива, сепак се чини дека одлуката ќе падне на ваши плеки. Имам две работи да ти кажам врска со твоето прашање. Прво, не допуштам дека имаш подобри информации од мене. Тоа да ти е јасно. Второ, бидејќи работна страна новите медиуми, нова работната група се уште работи. И второ, и ако бидам исправен пред таа одговорност, ја ќе ја преземам за многу кусо време и воопшто нема да мислам. Да не употребам таа патетична реченица здравјето на граѓаните, тоа е јасно. И тоа ние сме овде избрани од граѓаните да носиме одлуки. Не да се сликаме, да одиме по црвен тепих и да не знам уживаме некакви удобства. Ние сме тука да одговараме 24/7 на вашите прашања, бидејќи нашата плата иде од вашите даноци. Така што не берете гајле, Пендаровски ќе знае да одговори на тој предизвик. Како лично се справувате со предизвиците за заштита од вирусот? Има во кабинетот посебни безбедносни мерки? Има, па мислам дека ова не го правевме за PR со лидерите денеска и Советот за безбедност вчера, кој им проверувавме температура. Да, имаше и некои коментари зошто се трошат ресурсите на здравството за да се прави тој PR, да се проверуваат луѓето кои што влегуваат кај председател. Па тоа не знам какви ресурси. Имаше екипа од 3 медицински лица со неопходната опрема. Него постави прашањето бидејќи навистина се специфични реакциите во овој момент. Што и да се направи, има зошто. Ако биде кризна, зошто е кризна. Ако биде вонредна, зошто е вонредна. Ако остане вака, зошто е вака. Да ги убедам граѓаните. Повторно еден дел нема да верува. Меѓутоа сакам да ги убедам. При носењето на моите одлуки, верувам дека и другите така постапуваат одговорни политичари во земјата, меѓутоа ја за себе можам да кажам. Никогаш, ниту денес не се поведувам по Facebook експерти или по кафански анализи. Зад мене постојат, во државата постојат, цели аналитички центри, цели институции, кои на дневна основа многу сериозно и одговорно си работат својата работа. И од тоа што ќе ми го дадат на маса, како опции, јас ќе знам да одберам. Значи, верувајте, не се поведуваме или не знам, паника да не фати, место 20 биле 26 случаи, што ќе правиме сега? Државата и низ оваа криза тоа се гледа, не е толку лоша колку што е генералната перцепција на граѓаните за сопствената држава. Тоа е генерално недоверба во институциите која што секој ден се враќа, но очигледно нешто останува. Сосема за крај во контекст на недовербата и дека не се водите и од бранот на јавноста или на социјалните мрежи, предупредивте дека има центри кои што се обидуваат да креираат лажни вести или паника во овој момент и некако спорадично, специфично за вас во критични моменти. Вчера споменавте дека има и резултати од тоа, односно дека се откриени. Но за нас резултатот е кои се и што е преземено против нив. Боби, станува збор за една чувствителна област, не станува збор за кривично правен настан. Па имаме кривични пријави, па ги носиме на суд. Станува збор за она што се нарекува разузнавање и контраразузнавање и морам да ги пофалам, без да идам во детали, нашите служби кои тоа одлично го одработи. Одлично го одработи. Во тој свет не важат овие други правила кои ги гледаме. Тоа одлично го одработија, значи дека повеќе нема да ги има или значи дека во овој момент нема да ги дознаеме деталите кои се, што се и кои ќе бидат мерките преземени? Значи дека нема да ги дознаеме деталите никогаш.
бидејќи таква е природата на активностите кои тие луѓе од нашите служби ја презема. А второ, не мислам дека нема да ги има, овие нема да ги има, меѓутоа тие што имаат центри на моќ, кои имаат интерес да ни наштетат на нашата демократија, па и економија, или на пример да направат поголем раскол меѓу нашите луѓе, било по етничка, било по религиозна линија, ќе ги заменат. Ако се тие демистификувани, ако се тие детектирани и откриени, ќе најдат други луѓе. Председателя, не е вообичаено, меѓутоа ситуацијата е невообичаена, со оглед на фактот што бројките растат, правните дилеми се бројни, се обидовме да разјасниме некои од нив, еве, велите експертите се на подобар пат од моите информации, небитно. Не се на лош пат, не се на лош пат. Повторно специфична порака. За крај, која е вашата порака до граѓаните кои што навистина имаат многу дилеми и прашања? Им порачувам на граѓаните да имаат уште повише дилеми и прашања и да ги поставуваат тие прашања јавно. До мене, до вас, до јавноста. Поред не сме, тоа обично се прави последна минута пред полноќ, пред молкот. Не сме во избори. Значи да немаат никаква дилема не во мене, него во сите надлежни институции, бидејќи тамо работат посветени луѓе, ако тука и тамо најдете, мора да најдете во секое жито и какол луѓе кои не си работат својата работа, секаде и ги има. Меѓутоа ве уверувам, да го повторам тоа што го реков, мислам дека малкумина би оспориле таа моја квалификација денес. Кога гледаме како држава во изминативе 20 на денови се справува со коронавирусот. Не станува збор само за најистурениот играч, министерот за здравство. И не зборам само за министри од СДСМ или од ДУИ. Јас ви кажем, ниту најмалку зборам за себе. Државата, според мене, во соочувањето со оваа крајно необична појава, пандемија на која најголемите не знаат како да се однесуваат, реагираше релативно задоволително, наспроти она што сите мислиме дека хаос е во здравствениот систем, се е растурено, тамо нема луѓе, професионалците заминаа, се оцелија, ова се партиски војници, не е така. Не е така. Че далеку сме од здравствениот систем на Шведска. Меѓутоа ви тврдам дека има луѓе, секојдневно гледаме, и овие што не ги гледаме на телевизија, а се секојдневно на терен, кои се 24/7 одвоени од своите семејства. Зборам и за полицајци, за војници, за инспекции разноразни, кои не се прибрале дома со денови и со недели и стварно се борат максимум што можат даваат од себе, за да не биде подобро на сите нас. Тој труд нивни мораме да го вреднуваме и да го почитуваме. А што околу екзистенцијалните дилеми? Се празнат рафтовите, постои паника, има ли простор за страв дека ќе снема основни продукти? Не, тама работа. Значи јас го повторам тоа од ден во ден. Стоковите резерви се полни толку колку што бара законот. Значи ги имаме тие залихи и да бидам искрен, мислам дека и тоа и медиумите треба да го пратат до генералната јавност, да го повторуваат. Од она што го знам како информација, а мислам дека имам информации за тоа. Ќе чуете, ќе видите во некој супермаркет има ред. Меѓутоа во најголемиот број продавници на подрачјето на земјава нема такви редови. Чи тука граѓаните мораме да ги пофалиме дека ние немаме паника као што има во некои делови од светот, во кој буквално рафтовите се испразнати. Видовме една слика од Израел. Ако е некоја организирана држава, тоа е Израел. Чи се е празно. Можеби има во некоја си провинциска продавница, меѓутоа кај нас нема такво ниво на паника и јас мислам дека за тоа имате заслуги вие медиумите кои на дневна основа не ни давате мира на нас политичарите и не треба да наставате на мира, стално барате одговори и треба да барате одговори и граѓаните да барат одговори. Ние сме тука за да одговараме на нивните барања. Ние постоиме заради нив, а не обратно. Председателе, јас ви благодарам што вечерва бевте мој гостин, а очигледно е дека нема да имате мир деновиве, бидејќи ќе треба да се носат, како што и сами отрековте, брзи одлуки во следните 48 часа. Благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со Телма.